Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Ќе зборуваме за Лаудикејската црква. Откровение, 3 глава. До ангелот на црквата во Лаудикеја напиши му: Ова го зборува Амин, верниот и вистинскиот сведок, почетокот на Божите созданија. Ги знам твоите дела. Не си ни студен, не си ни жежок. Ода беше барем студен или жежок. И така, бидејќи си млак, не си ни студен, не си ни жежок, ќе те изблувам од мојата уста. Зашто велиш, богат сум, се збогатив и ништо веќе не ми треба. А ете, не знаеш дека си несреќен, беден, сиромав, слеп и гол. Те советувам да си купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се збогатиш и да се облечеш во бела облека, за да не се гледа срамот на твојата голотија. И намачкај си ги очите со очна маст, за да гледаш. Јас ги укорувам и ги казнувам сите кои ги сакам. Затоа биди одлучен и покај се. Еве, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го слушне мојот глас и ја отвори вратата, јас ќе дојдам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. На оној кој ќе победи, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Кој има уво, нека слушне што им зборува духот на црквите. Лаудикеја. Во денешно време се вика Ескихисар, а тоа значи стара тврдина. Се протега во долината на Ликија, во југозападниот дел на Фригија, на раскрсница помеѓу два важни царски трговски патишта. Градот го изградил Антиох II во половината на 3 век пред нашата ера, со цел Фригија да се отвори кон светот за трговија. Градот го населиле сиријците и евреите доведени од Вавилон. Антиох го нарекол градот по името на својата жена Лаудикеја, или евентуално по името на својата сестра. Во римското време Лаудикеја бил најбогат град во Фригија. Плодната земја им овозможувало добри пасишта за стадата. Волната што ја произведувале била од посебен квалитет и правеле посебни туники, наречени тримити. Туниката била толку многу позната, што на Калкедонскиот собир во 451 година Лаудикеја ја викале Тримитарија. Цицерон, римски државник и филозоф, своето богатство го собирал во Лаудикеја. Дури постоело и банкарство. Лаудикеја бил познат и по медицинските училишта. Училиштето имало познати лекари како што биле Зеуксије и Александар Филалетеј. Лаудикејските лекари го следеле учењето на Херофилија 330 година пред нашата ера. По принцип, болестите ги лечеле со разни лекови. Употребувале состав од хетерогенска мешавина. Најпознати такви лекови биле циметовата нардова маст за болест на увото и маст за очи направена од фригиски полен, измешан со некоја маст. Во Лаудикеја имало недостиг од вода. Затоа вода носеле од поблиските места и ја складирале во некои цистерни во тоа време. Лаудикеја е град на царски култ. Црквата настанала во времето кога Павле престојувал во Ефес, на неговото 3-то патување. Тоа е за позадината на Лаудикеја. А сега да видиме што зборува текстот. Првиот и последниот. Што значи тоа? Тој што пишува до црквата се представува себе си како Амин, зашто зборот Амин има потврдно значење на некоја вистина,
тоа значи вистина. Што во овој случај, Христос себе си се нарекува првиот и последниот на секое дело. Тој е верен и вистинит сведок. Тој е верен и не може да изневери. Тој е непроменлив, постојан, противно на црквата во Лаодикеја, на незината неверност и променливост. Христос е и почеток на Божите созданија. Тоа е израз на Павловата химна во Колосјаните 1 глава 16 стих, каде што Христос е наречен почеток и првороден пред секое создание. Тоа не значи Христос е создание, туку почеток и првороден пред сите созданија. Тој е Бог кој ги создал созданијата. Потоа вели, ги знам твоите дела. Тие не се ниту топли, ниту ладни, туку млакави. Затоа Христос им вели дека ќе ги поврати или изблува од устата негова. Во која смисла биле млакави? Тие немале духовен жар и делотворност. Црквата немала духовна свежина за уморените. Ниту пак ги лечела духовно болните верници, папсаните верници. Членовите биле неделотворни и зато биле блуткави. Млакоста е како некој притаен тумор, што црквата постепено умира без да е свесна за тоа. Зашто велиш, се збогатив и ништо не ми треба? Имале одредено земно богатство, фалејќи се со него всушност биле бедни, јадни, сиромашни, слепи и голи. Неизбежниот резултат на своето задоволство е губење на вистинското познавање на својата состојба. Материјалното богатство почивало на добри темели. Големите даноци што ги земале римските службеници од азијските градови произвело големо богатство во градот. Проблемот на оваа црква лежи во нивното духовно задоволство. Не само што биле богати материјално, но сметале дека се и духовно богати и дека достигнале одреден степен на сознание, на гносис. Имале 3 основи за својата гордост. Поради богатството, развиеното текстилно производство и популарната очна маст која ја извезувале по целиот свет. Но најжално е тоа што тие не биле свесни за својата беда и срам. Господ ја укорува со ироничен тон, велејќи им да си купат од него злато прочистено низ печка. Во Библијата златото кое е прочистено низ оган е неговиот збор. Зашто вели? Секој Божи збор е испитан. Тој им е штит на оние кои се надеваат на него. Треба да си купат духовна храна од Исус, а не да се надеваат само на природните благодети. Да си купат облеки, пак иронија, што значи дека не им вреди најдобрата туника што се произведувала во Лаодикеја. Туку треба да си носат бели облеки, а тоа е символ на правдата. Без правда нема христијанство. Библијата вели, блажени се жедните и гладните за правда. Бела облека е символ на правдата. Тоа е запишано на повеќе места во Библијата. Например, Откровение 4 глава, 4 стих, 6 глава, 11 стих и така натаму. Исус ги повикува да не одат необлечени, да не бидат голи. Во Библијата голотијата е символ на понижување и суд. Всушност, со тоа Господ Исус им ја покажува нивната понижена состојба. Пророкот Исаија одел гол и бос цели 3 години, за да им најави дека Сирија ќе ги пороби египетските и етиопските бегалци. Во тоа време Господ му рече на Исаија, тоа е запишено во Исаија 20 глава 2 стих. Исаија беше Амосов син, велејќи, ајде симни го врекиштето од половината, собој ги обувките од нозете. Тој направи така и одеше гол и бос. Тогаш Господ рече, како што мојот слуга Исаија одеше гол и бос 3 години, како знак и чудо за Египет и Етиопија, така убавата облека е символ на чест и на достоинство.
Црквата била духовно слепа, согласно зборовите на Исус. На суд дојдов на овој свет. Тие што гледаат да станат слепи, а слепите да прогледаат. Тоа е запишено во Јован 9 глава. Исус им предлага да ја осознаат својата слепоќа, додека постои надеж за лечење, преку Божјата порака и предупредување. Треба да бидат послушни. И затоа, ако не бидат послушни, следува казна за непослушните. Тоа апостол Павле убаво го има речено во Евреите 12 глава. Бог како татко ги кара своите деца. Божјиот укор е за добро на верникот. И затоа вели, ги заборавивте предупредувањата кои ви се наменете вам како синови. Сине мој, не презирај го Господовиот укор и не ослабувај кога тој те укорува, зашто Господ го казнува оној кого го сака и го тепа секој син кого што го прифаќа. Ако поднесувате укорување, Бог постапува со вас како со своји синови, зашто кој е тој син кого таткото не го казнува? А ако сте без казна, од која сите добиле дел, тога сте незаконски деца, а не синови. И освен тоа, нашите телесни татковци не казнуваа и ние пак ги почитувавме. Зар нема уште повеќе да го почитуваме таткото на духовите, за да живееме, а тоа е Бог? Зашто тие не казнуваа, вели Павле, за малку денови, како што им беше угодно, а тој за наше добро, за да имаме дел во неговата светост, односно да живееме вечно. Секоја казна во моментот не изгледа дека е за радост, туку за жалост, но подоцна им донесува мирен плод на праведност на оние кои се обучувале преку неа и затоа исправете ги истоштените раце и слабите колена. Има три нешта. Во укорот Бог се поставува дека е наш татко. Второ, да имаме учество во неговата светост и трето, да ги добиеме Божите наследства како што заслужуваат синовите. Затоа му вели, затоа и вели на црквата, биди ревносен. Духот да биде горлив во служењето. Служењето треба да произлегува од длабок внатрешен копнеж за Бог, од љубов кон Бог. Ревноста треба да произлегува од желба, да му се угоди на Бог, а не да се работи од лични интереси или погрешни мотиви. Ревноста треба да биде наше секојдневие, поради големото Божјо дело на крстот и поради големите добивки во Христос. И потоа, таа ревност произведува нешто друго. Бог ја ветува неговата присутност и вели: стојам пред вратата и чукам. Со тоа Христос сака да го обнови заедништвото со верните во Лаодикеја. И со тебе. Христос не сака сосила да влегува во нечiji живот. Тој сака секој доброволно да му се предаде. Повторно да најде место во скреснатиот Христос во тебе и мене, во секој. Бог не сака да ги загуби неговите деца да бидат скитници или да му бидат неупотребливи садови. Обновеното заедништво е отворање на своето срце за вистината. Таа да ги владее, а не влијанието на светот. Откако еднаш се загубило заедништвото, поради својата тврдоглавост или својата духовна лажна супериорност, тоа треба пак да се обнови. Тоа го прави Христос од љубов кон верникот и ги повикува верните веднаш да се соединат со него преку Духот. И, како резултат на тоа, победникот ќе добие посебна награда. Христос на своите ученици им вели дека ќе седнат на 12 престоли и ќе им судат на 12 израелски племења. И црквата ги има овие предности и привилегија да седне на божествениот престол, до Божиот Син, што означува нивно прославување и достоинство. И апостол Павле вели во Тимотеј 2 глава, ако трпиме со него и ќе царуваме. Како што во Стариот Завет Бог велеше преку пророците, така зборуваше устата Господова, така и во овој случај Духот зборува до црквата и ја опоменува да биде будна и предпазлива, да не бидат млакави и недостојни за Божјото царство, туку да бидат ревносни за Бог. Исто како што беше и пророк Илија.
така и црквата да биде ревносна, водена од Светиот Дух, за да биде оспособена за Божјото дело. Бог нека не благослови.